Дами и господа, Тара Симов е една од најпознатите инфлуенсерки на Балканот, со нас вечер во Штип. Јас и Тара сме вечер на Fashion Days Штип. Тара, прво кажи ми, зошто се одлучи за да носиш оваа комбинација вечерва? Пред све добар вечер на тебе, драги колега, и на сите гледачи. Пред све вечерва сум облечена целосно у бурганди боја, како што можете да видите, освен штиклите кои што се во црна боја. Бурганди е некако моја заштитна боја, многу си ја сакам, и ноктите ми се бурганди, косата ми е бурганди, све е бурганди, така да мислам дека најмногу ми одговара со мојата енергија. А твојата енергија малку асоцира вечерва и на луксус. Луксус и ватра. Тара, кажи ми со кого си дојде на вечер тука, дали можеш со некој момче? Момчето е дома од Мара, а дојдена сум со друштво. Дали следиш некој од ревиите и дали добро веќе ги следиш ревиите? Да, искрено да кажам, јас сум голем фешн ловер. Многу ми се допаѓа што воопшто у Македонија се дешаваат ивенти како што се Штип Fashion Days и слично, затоа што мислам дека Македонија стварно заслужува една голема естрада, заслужува луѓево да се пробијат, не да се оди у Србија да се пробиваш, туку мислам дека самиот народ треба да си го поддржи својот народ и своите креатори и дека ќе раста така. Често си видена на модни настани, според тебе и според твојот сензибилитет и според твојот вкус, што мислиш дека најдобро ти стои? За мене мислам дека најдобро ми стојат, како што кажа Сергеј Варошлија, долгите фустани кои што ми ја истртуваат линијата. Меѓутоа вечерва се одлучивме за малце поразличен модел и тип на фустан. Меѓутоа да, дефинитивно долго и елегантно. Дали стилот се купува со пари? Како? Дали стилот се купува со пари? Да. Стилот да, меѓутоа треба прво да го имаш тоа во себе за да може да изнесеш. Постојат луѓе кои што носат креации од по 5, 10, 15 илјади евра, па пак не личат на ништо. Од друга страна, некој може да си купи у кинеска робна куќа нешто и пак да го изнесе подобро. Ама да, стилот за да биде све како што треба, мораш да го имаш и во себе и да вложиш пари. И кажи ми за крај, би те прашал, како ја одржуваш твојата линија, бидејќи сите забидуваат на таква линија? Искрено да бидам, никад повеќе комплименти не добивам како последните неколку години во врска со мојата келажа и со мојата линија, меѓутоа, јас искрено моментално работам на тоа да се здебилам едно 3 до 5 килограми, затоа што имам некои спортски изненадувања за вас од следната година, така да моментално работам на тоа да качам келажа, а што се тиче за мојата линија, природна е, генетика е, наследно е, така да и да сакате не може да изгледате вака, баш ми жал. И пред самиот крај, бидејќи тренираш кикбокс, дали некогаш се гледаш првенка на Македонија? Може не се гледам како прва сега, затоа што мислам дека немам доволно искуство и секако не сум професионален борец, меѓутоа мислам дека многу брзо ќе се качувам по лествицата. Ара ти благодарам од срце.